Добар ден, почитувани. Ја следите најновата телма Амбуланта. Антидепресивите се лекови што се користат кај лицата со депресија, но помагаат и кај многу други болести, како во психијатријата, така и кај бројни психосоматски заболувања. Дали антидепресивите се универзален лек? Општата јавност антидепресивите ги перцепира како лекови за подобрување на расположението. Луѓето често едни на други си препорачуваат антидепресив што им помогнал, дури и си разменуваат по некое апче. Можат ли овие лекови да се земаат на своја рака? За антидепресивите има бројни предрасуди. Можат ли да создадат зависност и како безбедно да се прекине терапијата? Разговараме со професор доктор Славица Арсова, психијатар. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите. Останете на телма. Се за антидепресивите. Денеска од разговорот со професор доктор Славица Арсова, психијатар, директорка на Универзитетската клиника за психијатрија. Професорке, добре ни дојдовте во телма Амбуланти. Добро ве најдов. Добро ве најдов. Професорке, антидепресивите се земаат како лекови за депресија, но лекарите ги припишуваат и за широк спектар на здравствени проблеми, како што е несоницата, хроничната болка, мигрената, менопаузата, и уште многу други состојби. Па може ли да се каже дека антидепресивите се универзален лек? Не знам од каде да почнам. Антидепресивите се широка палета на лекови, односно тоа е една голема група на лекови кои што се поделени во зависност од нивниот механизам на дејство. Тогаш кога се создадени, да речеме измислени, и начинот на кој што делуваат и што сакаме да постигнеме. И сега нема да се задржувам на тие постарите генерации на антидепресиви, заради тоа што тие беа ефикасни, мислам одлични како лекови, арно имаат повеќе насакани ефекти. Актуелни се во последниве децении, да кажеме, се тие така наречените серотонински реаптеки инхибитори и едни други кои што се викаат СНРА, односно кои што делуваат на и друг неуротрансмитерски систем, тоа е нораденергичниот, и опфаќаат и други неуротрансмитерски системи. И сега кога зборувам делува малку сложено и заради тоа на самиот почеток на емисијата ви кажав дека малку емисијата е по, односно темата е малку специфична и малку одиво поменот на стручноста, да кажеме, ама ќе се обидам да објаснам. Самиот назив антидепресиви не значи дека се користат само кај депресија. Исто така кога ќе кажеме депресија, исто лепеза на депресивни состојби кои што се од различна природа, различен карактер, потекло и интензитет. Депресивните состојби може да бидат сами по себе издвоени, да кажеме, но може да бидат и во склоп на други соматски нарушувања. Многу често долготрајни хронични соматски нарушувања многу често се пратени со нарушување на психичката состојба. Пример, да кажеме, ако вие се лекувате од нека хронична соматска болест, дали е таа кардиолошка или некоја пулмолошка или онколошка, актуелно да кажеме, за жал, многу често сте инвалидизирани, односно не можете да функционирате онака како што сте функционирале предходно, заради потешкотиите кои што ги имате на телесен план. Тоа е една работа. Втората работа е чест придружник е болката, која што болка е негативен субјективен феномен, негативно доживување емоционално и прави да сме постојано, да кажеме, на некаков си начин ограничени и да не ни е убаво, да не можеме да бидеме задоволни или радосни. Односно, доколку ние секојдневно живееме со некаква болка. Дали е таа зглобна болка, ревматска болка, онколошка болка или некоја друга, независно од силината, ако е присутна секојдневно, тогаш таа значајно го нарушува квалитетот на нашиот живот. Зошто? Заради тоа што не ни е пријатно, заради тоа што не ни е убаво, заради тоа што држиме некоја специфично држење на телото, да речеме, ако ве боли грбот, не можете толку време да седите во една позиција, доколку треба да седите. Односно, тоа постојано ви предизвикува чувство на непријатност. Доколку имате болки по зглобовите на различни делови на телото, тогаш вашето движење е ограничено. Не можете да се движите, да пешачите, да трчате, да се бавите со спорт ако претходно сте се бавеле. И сето тоа прави да не сте ни толку многу радосни и задоволни и да не можете, да речеме, со цела сила да го живеете животот. И сето е после зачаран еден магичен круг. Ако тоа прави да се чувствувате незадоволно подолго време, да не можете да му се израдувате на секој миг од животот,
да ви се јави одредена напнатост следена заради тие ограничувања телесни или присуството на болката, еве зафатив за болката, ама е многу често присутна, тогаш може да се јави една напнатост која што ќе почне уште од раните утрински часови, па обстојува во текот на целиот ден, па многу често да е следена и со одредена вознемиреност или состојба на исчекување дека нешто лошо ќе ми се случи мене или на моето семејство и да тоа потоа предизвика нарушување на спиењето. Ако многу често одат сите тие работи заедно. Прво, депресивните состојби не значат само нерасположение. Депресивните состојби значат нарушување на сите функции. Тоа значи намалување на расположението, потешкоти на план на волја, потешкоти со вниманието, концентрација, запамтување на одредени работи. Не зборуваме за деменција, значи зборуваме дека вие не можете да се фокусирате, не можете да се концентрирате, па заради тоа и не може да научите некој нов материјал, па потоа имате потешкоти во студирањето, во учењето или во работењето. Покрај тоа има значајно нарушување на волја. Тоа е пластично, ако сакате да ви го кажеме, да кажеме дека не можете со леснотија да си ги обавувате сите оние секојдневни активности кои што претходно сте ги обавувале. Или не можете да станете од кревет. Еве наутро не можете да се разбудите, односно вие сте разбудени, ама не можете да запловите во денот. Што значи дека депресивните состојби не значат само нарушување на расположение, туку нарушување на сите психички функции пред се, значи на расположението, значи на емоцијата, на нарушување на волја, нарушување на внимание, нарушување на мислење и многу важно потешкоти на план на апетит, односно на исхранување, нагонските потешкоти, значи исхранување или не јадете воопшто или јадете прекумерно, едното и другото не чини. Потоа нарушување на сонот или не спиете или спиете испрекинато, се будите на секои 2 сати па повторно заспивате, па потоа во текот на денот не сте доволно свежи, односно немате доволна количина на енергија, па не можете да си ја работите работата или не можете да заспиете воопшто, заспивате во 5 сат сабајле, а треба од 7 сат да одите на работа. Или спиете прекумерно и тоа не е добро. Исто така не сакате да се дружите, тоа се социјалните нагони. Ние сме социјални суштества и припаѓаме на група. Некои се помалку друштвени, некои се повеќе, ама како и да е, имаме социјални нагони кои што парат да бидат задоволени. Да бидеме во опкружување на луѓе. Доколку почнете да ги избегнувате луѓето, да не сакате да се дружите, да не им се јавувате на телефон, тоа значи дека социјално веќе имате потешкоти, односно имате некоја дисфункционалност. Сето ова се вака го нафрлав, да кажам зошто се користат антидепресивите, особено антидепресивите од поновата генерација. Тоа се оние кои што ги регулираат тие неуротрансмитери, тоа се одредени хемиски супстанци, кои што ги регулираат не само сите овие психички функции, туку и останатите функции во нашиот организам, како што е метаболизам, како што е ендокриниот систем, односно хормоналниот систем, системот за варење, системот за излачување, значи се е поврзано, не е тоа ништо одвоено. Така, ова ги објаснува всушност и податоците зошто половина од припишаните антидепресиви се за депресија, а останатите се за друг тип на заболување и здравствени тегоби. Ете така. Тоа е едната причина, а втората причина, она што ви го кажав, дека многу често да речеме луѓе кои што имаат некои кардиолошки потешкоти, многу често е поврзано и со одредени психолошки потешкоти и добро би било да се подкрепени со од некој од групата на антидепресиви, не сите, кои што ќе ги заштитат. Ќе ги заштитат и на психолошки план, но ќе им го заштитат и функционирањето на срцевиот систем, да кажем. Професорке, колку време е потребно за антидепресивот да има ефект? Дали со 1 до 2 испиени апчиња може да се очекува подобрување на состојбата? Не, тоа се глупости. Значи, со 1 до 2 апчиња може да се напиете аналгетик, некој да ви помине болката, главоболката, да кажеме, или нешто друго кое што делува, или ќе се напиете некој лек кој што намалува телесната температура, доколку имате покачена телесна температура. Овие лекови не делуваат така, туку е потребно време, најмалку 2 недели. Вие може да почувствувате уште на самиот почеток одредено олеснување, но вистинското дејство кое што го очекуваме ние, значи тоа е да се подигне расположението, да се врати волјата, да се врати радоста, да се врати енергичноста, да кажеме, да се смири напнатоста и немирот кои што се многу страшни, многу чести пратители на депресивните состојби и можеби пострашни отколку намаленото расположение. Голем дел од луѓето кои што имаат некаква депресивна состојба, не е битно од која природа е, имаат страшен немир. Значи, не може да се го најдат мирот во душата, па или се раздвижени наваму натаму,
имаат потреба постојано да се во некое движење со цел да се смират или лежат, но не спијат исто така да си го најдат мирот. Како и да е, доколку сакаме да постигнеме адекватни резултати, треба да трае подолго време, а првичните резултати може би во однос на редукција, да кажеме некаква си минимална на таа напнатост, вознемиреност ќе се осети уште брзо, но не толку брзо, не за еден ден, два или не за после првото испиено апче. Најрано после 2 недели или 2 до 3 недели се очекуваат резултати веќе. А се случува ли пациентите да барат промена на терапијата откако по неколку дневно пиење на антидепресивот не почувствувале подобрување? Се случува. Многу често, заради тоа што психичките маки се тешки за поднесување. Сите овие претходно што ги набрав, да не ги набројам повторно, и луѓето сакаат веднаш, сега и веднаш да настане, да имат резултати и да настане олеснување, односно да им се помогне да се спасат од тие нивни маки. За жал не постои такво нешто, односно не постои магичен лек кој што ќе доведе до толку брзи резултати. Покрај антидепресивите постојат и други лекови кои што ги даваме заедно во комбинација доколку установиме, односно видиме дека има потреба токму заради ова состојба која што, односно причина која што наведовте, доколку еве да речеме имате сериозна напнатост, сериозна вознемиреност, има сериозна анксиозност, да кажеме. Мислам дека сите повеќето луѓе знаат што е анксиозност. Апсолутно. И доколку е таа толку многу растечка, да не може ни да се разговара со пациентот, тогаш е неопходно да дадеме ние некој друг лек на почетокот, кој што ќе возможи да се симне таа анксиозност, да се симне таа напнатост, со цел да можеме да направиме некој тераписки однос, да направиме некаква тераписка релација, која што тераписка релација треба да трае подолго време. Лекувањето психијатриско-психолошко е подолго. Значи не е нешто што треба да се заврши со една со две средби. А дали е точно дека физичката активност може да го подобри дејството на антидепресивот? Може. И обратно, антидепресивот може да бе поттикне на физичка активност, заради тоа што многу често луѓето кои што имаат некаква си депресивна состојба, не се физички активни, за жал. Односно имаат седечки стил на живење. Или поинаку кажано, ве тера да не станете од фотелјата или од троседот, двоседот, што и да е, и да сте со телефонот, лаптопот или телевизорот постојано во дружење, односно да ги избегнувате оние активности кои што се препорачуваат или кои што претходно сте си ги правеле, било како дали е тоа пешачење, дали е тоа вежбање, некаде бавење со било каков спорт, рекреативно зборуваме, но не помага ако вие на било кој човек му кажете, знаеш што ти се треба да вежбаш заради тоа што тоа е многу здраво, ама он не може да вежба заради тоа што нема волја. Заради тоа што знае на свесно ниво дека е така, ама не може да се покрене. За да се покрене треба волја. За да ја подобриме волјата, понекогаш не помага само со психотераписки интервенции, туку се потребни лекови како што се антидепресивите. Така. И обратно, морам ова да го напоменам, дека доколку имаме еден континуиран стил на живење кој што подразбира една континуирана умерена физичка активност, која што е адекватна и на возраста, и на потребите на човекот. Не секој човек сака да кажеме да се бави со некаков спорт, на тој што било каков, па тоа вклучува и едно пешачење. Поттикнува лачење, природно лачење, значи на сите овие нейротрансмитери кои што ги спомнав претходно, кои што ги регулираат сите оние психолошки функции кои што се засегнати при некои анксиозно-депресивни состојби. Значи создава задоволство физичката активност. Да, како што е јога, како што се танци, како што е некој друг спорт, како што е пливање. Тоа е корисно да се пронеде нешто што би ни причинувало задоволство. Природно ви помага, ви поттикнува чувство на радост, на среќа и на задоволство. А потребно ли антидепресивите да се земаат непрекинато, редовно, секојдневно, во исто време? Што ако се прескокне? И да се прескокне еден ден не е толку страшно, но не би требало. Не би требало, доколку се препишат антидепресиви, треба да се пијат еден одреден временски период, онака како што се препишани од страна на доктор. Не се пијат по потреба, значи тоа не се лекови кои што ги пиеме по потреба. Туку се лекови кои што треба да се пијат во континуитет, во една тераписка доза, која што постепено се покачува и исто така постепено се намалува тогаш кога треба да се намали или да се исклучи евентуално. Споминавте по лекарска препорака, но знаеме, свесни сме дека
општата јавност антидепресивите ги доживува, ги перцепира како средство за подобрување на расположението и често пати луѓето меѓусебно си споделуваат искуства кои антидепресив им делувал добро, дури знаат и да си разменат, да си дадат по некој апче. Смеат ли да се земаат на своја рака? Не, на своја рака никако. Си припишуваат Точно е дека конкретно. не е тоа погрешно, дека го подобрува расположението, но не е наеднаш. Повторно ќе кажам, значи тоа не е магичен лек, не е магичен напиток поточно или магично апче, не постои такво, измислено. Кој што ние се ќе се напиеме, наеднаш ќе бидеме многу среќни. Тоа се во групата на дроги, кои што за жал се штетни, не се корисни, значи делуваат на расположението, но не така еуфорично. Значи не е точно дека вие се ќе се напиете некој, да кажеме, антидепресив, од било која од новиве генерации и ве наеднаш ќе се почувствувате толку многу еуфорично и среќно, просто нема да знаете како што да правите од среќа. Такво нешто не е точно, инаку го подобрува расположението, е враќа природната радост, односно прави едно еутимично расположение, велиме ние. Значи не е тоа еуфорично многу покачено, но не е ни снижено, односно не е депресивно, туку едно природно пријатно расположение, да може вие да се радувате на сите оние работи кои што и претходно ве радувале или кои што се очекува да ве радуваат, кои што се радосни за било кој човек. Како што е да речеме да се дружите со пријателите, со партнерот, со фамилијата, да ви е радосно кога сте со вашите деца или со вашите блиски или со вашите пријатели или со некој хоби со кој што сте се бавеле порано се актуелно, никаква радост тоа не ви причинува. Да читате книги, да пишувате, што и да е. Секој има различни извори на радост и на задоволство. Така, но не секој антидепресив е за секој пациент. Не. Докторот одлучува што е тоа е многу голема група на лекови. За пациентот. И уште на самиот почеток кажав, различни генерации, поделени се има различни класификации во однос на нивниот механизам на дејство во главном. Но ајде да зборуваме за овие последниве, тоа се реков дека опфаќаат повеќе неуротрансмитерски системи, делуваат еден на друг на трет, ама во секој случај делуваат прават една неуротрансмитерска рамнотежа, но некои повеќе делуваат на едни, некои на други, така да не се универзални, односно се сосема различни и се специфични за секоја индивидуа. И одат на рецепт? На рецепт, некои од нив одат на рецепт, некои се со, да кажеме, со некоја доплата или плаќање, но во секој случај мора да ги препише доктор. Не може да се зима, да си влезете во аптека и да кажете дајте ми тоа и тоа. Или да се земе некој апче од пријателка или пријател и да се проба. Не, ни тоа. Ни тоа. Сега, дали кај благите депресии се препорачува да се земе антидепресив или може би треба да се поработи напред со психотерапевт? Да ги поделиме вака на благи, умерени и тешки и многу тешки. Кај тие што се умерени, тешки и многу тешки секако, кај благите може и не мора. Значи може и не мора, значи не мора секогаш да се оди одма со некој лек, односно со некој фармаколошки препарат. Може да се проба и да се почне со одредени психотераписки интервенции и без употреба на лекови, може со нешто друго, но доколку сето тоа се предлабочи и трае подолго време и веќе влегува во некоја друга, да кажеме, на интензитет, тогаш секако дека треба. Кај благите форми не мора. И може, но не мора. Може ли кај благите форми да се проба со некој природен антидепресив, како што е да речеме кантерионот? Може да се проба, постојат многу такви, постојат чаеви, постојат разни видови на природни препарати, растителни препарати, може да се проба, но многу е важно да тука да кажеме еве сега дека не треба да се комбинираат. Еве постои такво масло како што е Сент Џорџ маслото, кое што е во групата нели на такви помошни препарати, но за жал не смее да се комбинира заедно со серотонинските реаптеки инхибитори, заради тоа што може да доведе до сериозни несакани ефекти, многу да го покачи. Или другото? Така? Да, понекогаш ако делува така безазлено, не смеат некои работи да се комбинираат. А кога зборуваме за антидепресивите, на која возраст можат да почнат да се користат? Антидепресивите не би требало да се дават, односно не се одобрени за млади, односно за деца, само некои се одобрени, значи за најраната детска возраст, адолесцентната возраст, а во однос на длабока, да кажеме, возраст или поодмината возраст, не постојат значајни ограничувања, односно речиси сите, но треба да се внимава на дозата, треба да се внимава на изборот на антидепресив, заради некои, да кажеме, ризици, однос на некои несакани ефекти. Какви несакани ефекти? Постојат многу несакани ефекти, значи не постои лек кој што нема несакани ефекти. Значи доколку е фармаколошки препарат си има несакани ефекти.
И се тие несакани ефекти некогаш може да бидат благи, сосема подносливи и да бидат краткотрајни и минливи, најчесто се такви. Во главном сите овие антидепресиви од поновите генерации се такви кои што имаат несакани ефекти, кои што се сосема благи и поминуваат многу брзо. Толерантни, да кажеме. И транзиторни, минливи. Но понекогаш не е така, понекогаш траат подолго време и го нарушуваат навистина функционирањето на единката, тогаш треба да се смени со некој друг, доколку е навистина така. Како да ви кажам, од благи умерени па до тешки. Ајде ќе ги спомнам само некои од типот на главоболка, несоница, понекогаш познемиреност на самиот почеток на третманот, понекогаш сува уста, понекогаш потешкоти во однос на варењето, од типот на обстипација или диареја, краткотрајни, нарушување на сексуалното функционирање од типот на намалување на сексуалната желба или неможност да се доживее оргазам и некои други. Тие се најчесто благи и најчесто се минливи и не оставаат никакви трајни последици, да кажам, поминуваат. На почетокот може да се јави, да кажеме, кај некои антидепресиви првиот период на кога се почнува со третманот, а потоа да ги снема, некогаш може да се засилат, некогаш може да не поминат, па тогаш треба да се смени некој друг и да се види дали е навистина од тоа или од нешто друго. А може ли да се јави чувствителност на топлина? Може да се јави. Може да се јави такво нешто, но не може точно да се не можем точно да кажем прецизно дека е баш предизвикано од антидепресивот, заради тоа што многу луѓе кои што имаат некакви анксиозно-депресивни потешкоти и се малку со такви поплаки. Дел од нив вдекаме, имам трпки по телото, имам разни видови на болки, разни видови на сензации по кожата и слично. Може да се јави сколемена малку сколемена осетливост, да кажеме, на одредени температурни разлики, но многу често тие толку благи да дури се неприметливи. А да се јават суицидални мисли? Значи, антидепресивите се дават за да се спречат. Да. Но може ли тие да поттикнат нешто такво? Може да постои ризик, да, може, заради тоа што и заради тоа не се препорачуваат секогаш кај младите, односно не сите, заради тоа што можно е да речеме просто кажано да му даде сила, дека да го направи тоа, таквото нешто, да речеме некој кој што веќе имал некакви или тогаш се појавиле самоубиствени мисли, па да му даде сила да се направи таков чин, за жал трагичен. Заради тоа што да кренете рака на себе многу тешко, не е така не изгледа лесно, но е исклучително тешко и понекогаш луѓе кои што се оптоварени со такви мисли подолг временски период, можно е доколку добијат малку поголема количина на енергија, да добијат сила да го направат, односно да го реализираат тоа што го планирале подолго време. Затоа комплексноста во лекувањето е огромна. Да, и заради тоа ризикот треба да го направи докторот, да го процени и да го следи. Не секогаш, за жал, не секогаш може да се предвиди таквиот исход. Понекогаш може со целокупната предпазливост да се случи. Мислам, тоа е нешто кое што за жал не можеме целосно да го предвидиме. Треба да сме внимателни, но може да се случи. Професорке, како изгледа текот на лекувањето? Дали истата доза се зима на почеток? Текот на лекувањето добро би било да се оди постепено, значи постепено воведување на некој антидепресив, да се оди постепено до постигнување на одредена тераписка оптимална доза, која што не е иста за секој. Не треба да се прави субдозирање, односно да долго време се дава лекот во мала доза, бидејќи така губите само ефектот и ништо. Треба да се оди на вистина постепено, не толку многу постепено да долго време вие давате некоја тераписка, односно доза која што не е доза. Туку да се дојде побрзо, да се дојде до одна тераписка доза каде што пациентот ќе почувствува дека навистина му е подобро, затоа што прво го губите лекот, второ пациентот не чувствува никаква корист од него, па сам ќе ви го фрли, ќе рече ништо нова не ми треба, па ќе земе втор, трети, така натаму, ќе минува психијатри со цел да го најде вистинскиот лек. Не треба да се оди пребрзо, се разбира, заради избегнување на несаканите ефекти, но не треба ни пребавно да се постигне тераписка доза која што е препорачана, но може да биде и повисока и затоа велиме оптимална. Не на секој човек му треба една иста доза од некаков лек, вклучувајќи кој антидепресивот. Зависи од возраста, зависи од полот, зависи од индивидуалните карактеристики, зависи од телесната тежина, зависи од тоа колку брзо вие го метаболизирате лекот па го изфрлате. Зависи од тоа дали имате и некои други болести кои што успоруваат метаболизам, како што се да кажеме болести на црниот дроб, болести на панкреас, болести на бубрезите,
кои што го комплицираат, да кажем, односно го менуваат начинот на лекување и дозите вклучувајќи ги. Колкав дел од пациентите со депресија позитивно реагираат на антидепресивите? Мислам дека поголемиот дел, јас не можам да ви кажам во проценти, но не постои идеален, се уште не постои такво нешто. Не постои идеален антидепресив кој што навистина прави целосно излекување на депресијата. Морам и тоа да го спомнам, не е доволно само антидепресивот, потребно е многу друго да се прави и потребни се и други некои интервенции, и фармаколошки и нефармаколошки, кои што би значеле, да кажеме, речиси целосно повлекување на симптомите и целосна ремисија. Ова прашање Таков лек се уште од групата евен антидепресив не постои. Професор, ке неодамна се појави една голема студија која што тврдеше дека антидепресивите немаат речиси никаков ефект кај депресијата, бидејќи самата депресија не е во корелација со серотонинот. Самата депресија е во корелација и со серотонинот, и со норадреналинот, и со допаминот, и со некои други неуротрансмитерски системи, но не само со еден. И не само со не значи дека ако ви го покачите идниот, а не дека сте завршиле работа, односно тоа е една рамнотежа која што добро би било да се постигне и не се сите луѓе исти и немаат сите нарушувања само на еден неуротрансмитерски систем и немаат сите иста презентација на депресивната симптоматологија. Така да тоа не е точно. Се случи после таа студија пациенти да ви се обраќаат со прашања поврзани со нивната терапија? Повторно ќе кажам уште како веќе неколку пати кажав, не се антидепресивите магија. Така. И не ја завршуваат работата 100%, но го помагаат многу. Така. Постојат бројни предрасуди кога се во прашање антидепресивите. Еве ќе продискутираме дел од нив. Некои луѓе се плашат да ги пијат и покрај тоа што им се препишани, стравувајќи дека ќе им се промени однесувањето, дека ќе им се промени личноста. Да, има ли вистина во тоа? Не, тоа се некои предрасуди врз основа на некои стереотипи. Апсолутно не. Значи, апсолутно не може, не се познава по ништо дали некој пие антидепресиви или не, односно не постои стигматизација таква, односно одбележување такво, и тоа е тотална глупост. Антидепресивите понекогаш, некои од антидепресивите може да доведат до некои несакани ефекти, ги кажав веќе претходно, но тоа не значи дека тој човек одбележан заради тоа што може вие да се напнати вознемирени, да имате главоболка или некоја друга, макар да нема тоа никаква врска со користење на антидепресиви. Така да тоа е неточно, тотално. А што се однесува до стравот од зависност. Некои велат ако почнам да пијам антидепресиви нема да можам да живеам нема да можам да пијам, да. Има ли вистина во ова? Не, и во тоа нема вистина, и тоа е исто предрасуда врз основа на некои стереотипи дека било кој лек од групата на психофармаколошките препарати, значи било кој лек кој што ќе го препише психијатар, готово создава зависност и вие ќе останете така до крајот на вашиот живот. Неточно, исто. Значи, антидепресивите не се лекови кои што создаваат зависност. Кога зборуваме за зависност, станува збор за било која супстанца и некој лек на кој што има неколку феномени. Тоа е феномен на толеранција, односно дека ако почнете вие да кажеме со едно апче и потоа ви се потребни 2, 3, 5, 10 или па сами си го правите најчесто сами, доколку станува збор за таблети, односно за лекови, во истата група ви се алкохол и дроги и за такво правите толеранција, односно ако ви биле потребни 5, сега ви се 10, па 15, па 20. Такво нешто не се случува со антидепресивите. Значи тоа не се лекови кои што ги имаат тие карактеристики, да имате потреба да пиете 20 во денот за да го постигнете ефектот. И потоа кога ќе престанете да ги пиете да имате кризи, односно абстиненцијални кризи. Значи ни едното ни другото не се случува. Точно е дека треба да се дава одреден временски период, да се дава постепено, да се покачи не многу бавно до тераписката доза оптимална и индивидуална за секоја индивидуа, да се тера со таа тераписка доза подолго време, потоа да се намалува во терапија на одржување и потоа кога ќе се одлучи да се прекине постепено и да се остави без стравување дека ќе имате абстиненцијални кризи затоа што не создаваат зависност. А има ли пациенти кои што сепак ќе треба да ги пијат антидепресивите доживотно? Има. И нема да имат никакви последици од тоа? Не, напротив, ќе бидат заштитени. Бидејќи тоа се плашат, да не се оштети црниот дроб, бубрезите, мозокот, деменција. Да. Тука, еве, ако сме кај деменција, добро што го спомнавте ова, треба да кажеме дека
антидепресивите штитат од деменција. Поточно, доколку станува збор за ние велиме доцна депресија, тоа е депресија која што се јавува во подоснежната возраст, кај повозрастни луѓе, која што се разликува од депресивни состојби кај адултна возраст, односно кај не толку возрастни, да кажеме, личности, има свои специфики, но често не се препознаваат, па се мешаат со деменција. И доколку се јави такво нешто во подоснежната возраст, добро би било да бидат заштитени со антидепресиви. Зошто? Заради тоа што ако не се заштитени, имаат многу поголем ризик да влезат во деменција. Што значи дека антидепресивите напротив ги штитат од деменција луѓето. Антидепресивите ве штитат од прекумерно чувство на напнатост, вознемиреност и долготрајно трпење на таа стресогена состојба која што може да доведе до други некои нарушувања, како што се да кажеме недоволно исхранување на срцето, на останатите органи, бидејќи сето тоа е поврзано. Доколку вас ви мрзнат, ви се ладни рацете и нозете и ви се стегаат крвните садови, истото се случува и внатре. Доколку сте многу долго време вие напнати и вознемирени, си ја носите таа напнатост и вознемиреност, тоа не значи дека не остава последици. Односно, тие последици може да бидат видливи вака, да имате нарушено расположение, волја, мисли и слично, но може да се јават и оние што ги спомнавте на почеток, психосоматски заболувања или само соматски, ама кои што има долготрајна психолошко потекло. А оние што пијат долготрајно антидепресиви, ќе треба ли да прават некакви испитувања на црниот дроб? Редовни испитувања се препорачуваат за сите луѓе. Значи, редовни исследувања, не постојано да се обседнете вие, постојано да се испитувате се што треба и што не треба, но редовни лабораториски испитувања на неколку месеци се препорачливи за било кој, па и вклучувајќи ги луѓето кои што пијат антидепресивна терапија. Да. Не постои такво нешто дека се тие, за разлика од нив, тие претходно што беа, претходните генерации на антидепресиви беа ефикасни, велиме, и се уште некои од нив ги користиме, поретко, но се користат се уште, не се исфрлени од употреба, но ефикасни, но исто така има и поголема токсичност. Еве во однос на ова што велите вие, оштетување на некои органи. За разлика од нив, овие нема такво нешто, односно имаат многу побезбедни во однос на создавање на токсични некои елементи. Се случува ли пациентот да има поставена диагноза и потреба за антидепресивна терапија, но без некоја објективна причина да одбива да ги зема антидепресивите, да речеме поради страф од лекови? Многу често, токму спомнавме, рече се од тоа, дека јас ако почнам да пијам антидепресив, ќе пијам цел живот. Јас ако почнам да пијам лекови, ќе треба да останам ќе станам зависен, ќе треба да пијам цел живот. Ако почнам да пијам лекови, ќе не знам што ќе ми се случува, што велите вие во со органите. И потоа се убедувате, професорка, како изгледа сето тоа? Се од ова представуваат стереотипи, односно представуваат предрасуди. Од една страна, од друга страна, голем дел од луѓето имаат отпори кон било какви лекови. Да. Не само кон психијатриски, не само кон антидепресиви. Воопшто не сака за ништо да се напие. Мисли дека ако се напие лек, дека е тоа нешто, не знам што, нешто штетно, а пијат алкохол и се дрогираат. Разбирате, арнама ако му кажете вие дека треба да се лечиш, односно дека треба да пиеш, не знам, било која терапија која што е препишана, тоа е отров. Што е погрешно. Ќе ги вклучиме гледачите, од овој момент почитувани емисијата е контактна. А ние продолжуваме понатаму, има луѓе кои што чувствуваат дека повеќе не им е потребна терапијата со антидепресиви, понекогаш и психијатарот го проценува истото. Што ќе се случи доколку се прекине нагло терапијата? Не се препорачува нагло прекинување, имам така наречен ребаунд феномен, односно дека можно е да се вратат така малку по-засилен интензитет, потешкотиите кои што биле претходно, да се јават и некои други потешкотии, најчесто телесно се доживуваат, односно соматски. И голем дел од луѓето тоа го прават. Одлично сум, супер сум сега, ништо не ми е и ќе ги фрлам лековите. Да, постои прекинување, се разбира, но треба да биде со препорака на докторот и да тоа оди постепено прекинување до целосно исклучување, ништо нема да му се случи на пациентот, да речеме, доколку е навистина долго време во добра состојба. И како сега тоа оди? Се намалува постепено? Како безбедно да се прекине? Значи, прво е безбедно подавање, безбедно покачување, одреден временски период на таа доза, повисока доза, па постепено намалување доза на одржување, значи да ја држиме стабилно таа добра состојба, откако ќе ја постигнеме, и после постепено намалување и откажување, најмалку 6 месеци, ако прашувате за време. Значи најмалку 6 месеци. Најмалку 6 месеци. А по тие 6 месеци постои ли повторно ризик да се јави влошена депресија?
секогаш постои ризик да се влоши состојбата психичка. Секогаш постои ризик. Дури и после неколку години, може да ви се јави на вас во животот еднаш да сте имале некоја депресивна епизода и никогаш повеќе да не се повтори. Но можно е да се повторува секоја година, може да се повтори после 4 години, може да се повтори после 5, после 5 месеци, може дури да сте покриени, да кажеме, со терапија, но доколку се случат некои други околности или некогаш и само по себе, најчесто е поврзано со некои надворешни случувања, да се скршат психолошките снаги на човекот и да се влоши состојбата, значи не постојат гаранции. Ако потоа пациентот повторно се врати на стариот лек, ќе има ефект? Па да, нормално. И најчесто е тоа најдобриот избор. Доколку имаме пациент кој што некогаш во животот, не толку многу одамна, да кажеме, но кој што имал задоволителни резултати со некој антидепресив, најдобро би било да се вратиме на истиот или на сличен. Имаме гледачи. Ќе им дадеме предност да ги постават прашањата. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Драго ми е што успеав да ве добијам. Ви благодарам. Би сакала само накратко да ја поздравам докторката, на вистина немам никакви прашања. Двете бременности ги поминав лесно, благодарение на нејзините совети и искуство. На вистина сте направиле денеска одличен избор. На телефон е Марија. Само да ја поздравам докторката и да ја посакам секоја добро во имена. Се слушаме. Ви благодарам за вклучувањето во програма и што ви се допаѓа и нашиот избор, но и концептот на емисијата. Огромен поздрав и мило ми е што ја слушам. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден и среќен ден. Ви благодарам. Имајте вие убав ден и среќен. Благодарам да сте живи и здрави. На возраст на 71 година сум. Живеам сама. Ми почина брат, потоа татко, па мајка. Јас останав сама. И се лечам. Имам спондилоза, дископатија, имам вратна кичма, колената ме болат, имам каскада на желудникот, јаки киселини, имам намалена тироидна, вртоглавици. Пијам се магнезиум на природни бази. Сум била на психијатар, на невролог и се ми вика да пијам, бидејќи желудникот и килата не ми поднесуваат. Кога ќе ми дадат антидепресиви, мене ми е многу лошо, морам ноќе да викам за помош. Целата се топам во вода и желудникот ми рипа. А толку сум сега затворена, ми почина, речи си, пола фамилија. Сега сте во тешка состојба и чувствувате потреба всушност од една ваква терапија? Па чувствувам, ама еве докторката ми дава на поприродна база да пијам, ама не можам да се смирам. Имам како страв некој, многу ми се јавува. Да немате само некој прашање. Пијам магнезан, Така, но решение на проблемот немате со ова што за сега го земате. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што би можеле да советувате? Ја разбрав гледачката, вака не можам сега да не ја гледам и да знам што точно се случува, но да кажем имам нека груба слика во однос на незините потешкоти. Има колку што набра бројни телесни потешкоти, 70 и нешто години колку што слушнав. И на тоа што се поплакува не е толку многу на расположение и колку што е повеќе немир с чувство на страв и вознемиреност. Можно е да не ги поднесува дел од антидепресивите, не знам што све и било давано и како и било давано, постојат би требало да се определи, не се сите, како што реков на самиот почеток, исти. Да се проба со нешто друго? Треба да се, не знам дали ги пиела, што пиела, како пиела, да, и може би требало да се даде и нешто друго. Некој друг лек, односно некој друг фармаколошки препарат. И предпоставувам дека има потешкоти со спиењето, бидејќи идно дека слушам беше напната и вознемирена. И дека да, антидепресивите намалуваат напнатоста и вознемиреноста, понекогаш може да дадат ваква неподносливост, но не до тој степен. Не до тој степен и не сите. Не се сите исти. Разговор би помогнал со психотерапија? Разговор би помогнал, но ќе треба лек. Сигурно ќе треба лек. Да, сигурно ќе треба лек. Тука е често дилемата. Дали само разговор или пак ќе ми треба лек? Кај слушателката, односно гледачката, сигурно ќе треба лек и разговор се разбира дека ние не може да даваме лекови, односот е тој кој што лекува, велиме ние. Значи вие треба да направите тераписки однос. Ама за да направите тераписки однос е малку по-деликатно, малку посложено, меѓу другото треба да му го погодите и лекот на човекот.
за да може да ви верува и да створите еден доверчив однос. Професор, ке антидепресивите влегуваат во интеракција со други лекови, бидејќи голем дел од пациентите примаат терапии за хронични болести? Влегуваат, не можам да ги набројувам сите можни интеракции, но е и да некои од нив тоа се нестероидни антиреуматици кои што се вака малце да речеме поризични и оние кои што се антиагрегациони или лекови. За коагулација на крвта. Да, антикоагуланти, уствари, да, не антиагрегациони, да не ги мешаат со аспирин толку многу, бидејќи голем дел од луѓето пијат аспирин, пијат и антидепресиви. Но нестероидните антиреуматици треба да се внимава, затоа што исто така голем дел од луѓето пијат такви лекови на своја рака, како што се диклофенак и да не ги редам се да не направам некоја антикампања, дека тие не се лоши лекови, но треба да се внимава, како што е кетоналот и слично, треба и ибупрофенот. Значи треба да се внимава кога се пијат тие лекови, кога се пијат месам тераписки, не по потреба, значи во малку повисоки дози, да се внимава во однос на дозата на антидепресивот, не дека е исклучено и не дека не смеат да се даваат, но треба да се внимава. Во комбинација со некои други, треба да се внимава со лекови кои што одат на истиот начин, кои што се метаболираат, бидејќи едниот може да го успори метаболизмот на другиот и обратно, па така да имате вие повисока концентрација на лекот во крвта и во мозокот вклучувајќи, или обратно пониска, давате голема количина. Не би требало да се даваат со друг од истата група, кој што делува и на серотонин, норепинефрин и допамин, да кажеме, заради тоа што доколку ги комбинирате еден-два исти лека, тогаш може постои ризик од тој така наречен серотонински синдром, односно наеднаш да предизвикате големо количество на серотонин во мозокот, во крвта и во умот, кој што ќе има сигурно несакани ефекти значајни. Со алкохол се разбира не. Значи чашка алкохол не? Па се чашка алкохол, јас не смеам тоа да го кажувам, заради тоа што не е тераписки препорачливо, затоа што алкохол не би требало да се пие со речиси ништо, вклучувајќи антидепресиви, но не можеме да речеме дека исклучиво не би требало или не би требало со некој вид на алкохол, еве со жесток алкохол никако, вклучувајќи ракија, кај нас многу често ракија се пие во Македонија. А витамини, минерали? Суплементи, тоа нема врска. Нека се пијат витамини, минерали, да. B6, нешто такво? Па да, не се, со тоа се претирува, инаку со антидепресивите немаат никаква врска. Но имаат врска одредени, како да кажем, додатоци во исхрана, кои што го зголемуваат повторно нивото на серотонин, како што е L-триптофанот. Од овие витамините, од различни групи, како што се С витамин, Б витамин и така натаму, понекогаш малку се претирува во однос на потребата да се купува такво нешто и да се пие. Воопшто? Воопшто. Така. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Да. Најпрво сакам повторно да ви честитам и јас за изборот на гостинката и јас бев пациент на Ставица. Докторката несомнено е голем специјалист во незината област. Ви благодарам. Неверојатна докторка што имаме чест да имаме во државата наша. Сега мојот проблем е така, да кажеме, надминат, во ремисија сум, се чувствувам добро, она има голем удел во тоа, што се чувствувам добро и благодарам, вака јавно. Сега татко ми има анксиозност со депресија и препишена му е Запира. Сакам да каже колку е за таа диагноза тој лек соодветен. Мајка ми ја фаќа некое пунило, еуфорија, анксиозност кога треба да се прават некои големи проекти по дома. Дали е тоа некоја диагноза, дали е тоа и дали има сумневање за некоја психолошка состојба со оглед на нејзиното однесување или не, или нема. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ви благодарам и јас. Повелете, професорке. Благодарност и поздрав до гледачот и благодарност за убавите зборови. Во однос на изборот на антидепресивот за кај таткото е добар. Добар е. Одличен лек и не можам да кажам сега вака од око што би се рекло, бидејќи него не гледаме, не знам во каква состојба е, во која доза треба да ја пие, но минималната доза е 10 мг, значи под тоа не е ни доза, а од 10 мг натаму. И секако дека ќе се одлучи докторот кој што го води, но под тоа не би требало да биде, заради тоа што нема да има никакво делување, само ќе го испуштите лекот.
А во однос на мајката исто така не можам да се произнесам заради тоа што треба да ја видам, односно да видам за каква состојба станува збор, дали воопшто станува збор за некоја психопатологија, дали е во склоп на стил на однесување, личност или на вистина станува збор за почеток на некое си психичко нарушување. Професорке, што е со оние жени кои што развиле постпородилна депресија по првото породување? Дали кај нив може да се очекува нешто вакво и по втората бременост? И дали кај нив се советува да се земаат антидепресиви во текот на бременоста за да не дојде до некаков проблем? Да. Ова тема мислам дека сме ја зборувале еднаш, нели? Така, но сосема накратко. Да. Не е по секоја цена дека доколку имало постнатална депресија во првото породување, дека пак ќе има и после. Ризикот постои, се разбира, е поголем доколку кај било која жена, доколку некогаш во животот имала било каква депресивна епизода, дали лекувана или нелекувана, дека во тек на бременост или после породување, тие жени се под поголем ризик дека ќе развијат некаква депресивна состојба. Тоа подразбира дека треба да бидеме попредпазливи. И ние, но најмногу гинеколозите, односно матичните гинеколози кои што ги водат жените во тек на нивната бременост, па доколку имаат информација, односно анамнестички податоци, дека таа мајка, односно таа жена, некогаш во животот имала било каква мака на психолошки план, потребно е да матичниот гинеколог или матичниот доктор, ама најчесто они се среќаваат во тој период со матичните гинеколози, да сосема на кратко, со едни многу кратки скали и прашалници, кои што еве сега баш работиме еден прирачник заедно со клиниката за гинекологија баш на оваа тема, да проценат дали евентуално постои нарушување, односно постои ризик за повторно нарушување на психичката состојба на мајката во текот на бременоста, а после тоа и после породувањето. Бидејќи бременоста сама по себе не е болест, но може да биде период кога ќе се случат одредени психолошки промени кај жената, кои што за жал потоа многу често се провлекуваат и после породувањето. Безбедно е да се пијат антидепресиви во бременост? Некои да, не сите, никако сите, некои воопшто не, но има една голема група на лекови кои што се сосема безбедни да се даваат во бременост од групата на антидепресиви. Долго време користењето на антидепресиви беше поврзано со стигма. Сметате ли дека тоа е надминато? Па мислам дека да. Не кај сите, се уште постои одредена стигматизација, видете, не може да очекуваме да сите луѓе знаат буквално се во однос на фармаколошкиот третман на психичкиве состојби, на психичките нарушувања, но мислам дека голем дел од луѓето се веќе поинформирани, голем дел од луѓето веќе знаат да ги разликуваат антидепресивите од анксиолитици. На самиот почеток на емисијата спомнавме некои како што се диазепам, како што е лоразепам, алпразолам, односно попознат како Хелекс. Тоа се лекови кои што немаат никаква врска со антидепресивите и кои што навистина се лекови, ковилиме лекови помагаат, но кај што треба да имаме сосема друг начин на друг тип на лекување и поголема внимателност, затоа што тоа се лекови кои што може да дадат зависност. А антидепресивите и анксиолитиците можат ли да се комбинираат? Одат заедно и често се комбинираат, особено на самиот почеток и може во тек на целиот третман. И тоа пак не значи дека ќе го направиме ние од човекот зависник. И не секој со секој, не секој антидепресив со секој анксиолитик, а многу често одат заедно. И на почеток не се многу потребни, заради тоа што рековме не очекуваме ние толку брзи првични резултати од антидепресивите, па ни треба тогаш анксиолитикот да ни помогне, да му ја намали напнатоста и вознемиреноста и да го фатиме терапискиот процес. А може да ни каже воопшто човекот што му се случува. Може се случи да има потреба од анксиолитик? Може да се случи подолго време, но тука е докторот ја има главната улога, колку време да му го дава, во колкави дози, кога постепено да го прекине и да го исклучи. Тие се случуваат малку побрзо. Професор, ке ви благодарам многу за вашето гостување во Телма Амбуланта и за приубавите појаснувања поврзани со антидепресивите. Благодарност до вас на поканата. Се надевам дека ќе се видиме повторно. И јас се надевам. А ние со гледачите се гледаме веќе утре и секој работен ден во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути, кога заедно учиме за нашето здравје. Почитувани, ви посакувам пријатен ден.